Засадени 80 садници во излетничкото место Бањиче во Тетово, во рамки на акцијата за борба против аерозагадувањето и заштитата на животната средина, која ја спроведува владата во соработка со локалната самоуправа. Денес во неа учествуваа градоначалничката на општина Тетово Теута Арифи и заменик министерот за одбрана Беким Максути, заедно со припадници на армијата. Арифи воедно апелираше до граѓаните да ја чуваат природата. Денешниот ден сакам да го подвлечам како убав работен ден, да се заблагодарам на Министерството за одбрана, министерот и на армијата на нашата земја за денешната активност, што значи уште едно продолжување на веќе логиката која ја следиме со кампањата Едно зелено Тетово почнува со тебе. Значи денеска сме тука за да зазелениме уште некој дел, значи од местата каде што луѓето ги користат за рекреација. Не случајно го одбравме 2 мај, имајќи го предвид фактот дека се работеше за долги празници, за пикници, за излегување во природа и да ја користам исто така оваа можност да кажам дека службите, комуналните служби, значи работеа на сите места после пикниците за расчистување на истите и сакам да ја користам можноста да ги повикам граѓаните да кога и да се во природата, кога и да уживаат во природата, да ги соберат работите, значи или отпадоците што ги оставаат зад нив, имајќи го предвид фактот дека колку повеќе ги чуваме нашите места, толку повеќе сите ние ќе можеме да ги користиме, така да апсолутно ви благодарам и вас што држејќи ја темата како важна, остануваме и можеби уште повеќе го актуализираме да нашите граѓани зеленилото го запазуваат и го чуваат како да е свое. Акцијата за засадување дрвца е започната во декември 2018 година и е планирано да продолжи и во иднина. Денешниот настан е уште еден доказ дека цивилно-војната соработка во Министерството за одбрана и армијата на Република Северна Македонија е на високо ниво. Ние оваа акција ја споделуваме заедно со локалните власти, конкретно денес сме во Тетово, кон идејата за зелено Тетово, кој што исто така убаво се вклопува во агендата на владата на Република Северна Македонија од декември 2018 година, која е започната акција за засадување на нови садишта низ цела територија на Републиката. Значи, ние продолжуваме и понатаму кон овие активности, секогаш сме на готовност да со нашите припадници им помагаме на локалните власти, затоа што ова е заедничко и така треба да стремежиме понатаму да ги чуваме нашите места, нашата природа и така. Инаку во акцијата на владата за борба против загадувањето на воздухот и чувањето на животната средина ќе бидат засадени 320 дрвца во неколку градови во земјава. Од денес започнуваат уписите на првачињата во Македонија за учебната 2019-2020 година. Од владата потенцираа дека во прво оделение нема да можат да се запишат деца кои не се вакцинирани, според донесените мерки по прогласената епидемија од морбили. И од секторот за јавни дејности при општина Тетово потврдуваат дека освен извод матична книга на родени, како и досега, родителите треба да достават и медицински потврди од вакцинација и од стоматолог. Од денеска почнува уписот на првачињата за 2019-2020 учебната година. Училиштава се подготвени за приемот на учениците, се направени комисиите кои што ќе го реализираат уписот на ученици. За оваа година предвидено да се запишат децава кои што сте родени во 2013 година и јануари 2014 година.
за упис, како и секоја година што се потребни документиве, и оваа година потребно е да достават извод на родене, од каде што ти се може да се види и на регионот на кој што тие припаѓаат. Исто така потврда од лекар за примани вакцини, преглед од стоматолози и од овие документи со овие документи може да се запишат учениците во училиштава на кои што и припаѓаат. Имајќи го предвид фактот дека и епидемијата со морбили е актуелна, ние секогаш сме биле многу стрикти во барањето на документацијата за прием на вакцини, но ова година уште повеќе тоа ќе се внимава за да децата кои што не ги имаат примено вакцините и кои што не ги имаат потребните документи од лекар нема да се примаат пред да се снабдат со сите потребни документи кои што се потребни за упис во прво одделение. Инаку во Тетово околу 1300 деца за прв пат ќе седнат во училишните клупи. Според официјалните бројки што не се доставени од страна на надлежните институции, за ова учебна година во прво одделение се предвидени за запишат или кои се наоѓаат во список 1675 деца, од кои што 737 се деца кои што треба да запишат во албанска настава, 173 на македонска настава и 30 деца на турски наставен јазик. Овие се бројки кои што се во списоците во матичните книги, но имајќи предвид дека еден дел од овие деца кои што се наоѓаат во списоци веќе се живеат во други населени места или пак мигрирале надвор, нашите очекувања се да во прво одделение се запишат од 1250 до 1300 ученика, која бројка што се одржува константно 6-7 години поред. Значи, овие се нашите очекувања за упис во прво одделение и до крајот на мај, поточно или пак до првата недела на јуни, се надевам дека сите овие деца кои што се предвидени да се запишат во прво одделение, ќе го заокружат нивниот упис во основните училишта во Тетово. Уште еднаш сакам да го потенцирам фактот дека ќе бидеме строги при почитување на рајонизацијата и да учениците да се запишат во оние училишта на кои што и припаѓаат. Согласно Законот за основно образование, во прво одделение на основното училиште, родителот е должен да го запише детето, кое до крајот на календарската 2019 година ќе наполни 6 години. Родителите можат да ги запишат и децата кои ќе наполнат 6 години до 31 јануари 2020 година, но по претходно добиено мислење од педагогот или психологот во училиштето. Запишувањето на детето на барање на родителот, здравствената установа може да го одложи за 1 година, ако се утврди дека детето не е подготвено да оди на училиште. Од движењето антикоцкање денес одржаа пресконференција на која потсетија на загрижувачката состојба во Тетово во однос на коцкањето, објавувајќи фотографии на кои се гледаат деца во објектите за игри на среќа. После сите поплаки, протести и големите напори да се престане со ова чума, секој ден ситуацијата се усложнува. Уште повеќе со отварање на нови објекти, каде се одвива коцкањето. Сведоци сме на загрижувачката ситуација и слика каде се гледат деца кои се забавуваат, условно речено. Најголема трагедија е кога гледаш во тие простори каде се одвива коцкањето бебиња со количка кои ги носат нивните родители да се забавуваат. Од средбата со директорот на пазарна инспекција на Северна Македонија ни даде ветување дека ќе се одвиват строги контроли во овие објекти за да се бранат граѓаните од ова чума, наречена коцка. Меѓутоа, после 2 дена, инспекторот
за жал, односно инспекцијата за жал, ја изгуби битката, бидејќи престана со контролите. Затоа, со право се прашуваме, кој стои позади ова наредба и кој спречува да се извршува постоечкиот закон и да се дозволи отварање на нови објекти и нивна акомодација во населбите. Додека се спречи отварање на големо казино во нашата населба, со право прашуваме, почнувајќи од владата до општински органи, какви критериуми исполнуваат другите објекти кои никнуваат како печурки после дождот. Ги повикуваме политичките партии и им укажуваме дека електоратот е свесен воедно и депримиран од неодговорните действија кои се штетни за општеството и земјата и дека тие знаат и може да оценат кој е за нивна одбрана или за нивна штета. Повторуваме, да не играат коцка со нивната политичка судбина. Нашата битка ќе продолжи до исполнување на легитимните и племенити барања. Барањата на движењето антикоцкање се сите објекти кои приредуваат игри на среќа да бидат оддалечени најмалку 3 километри од институциите и други јавни објекти, а државата да одвојува 5% од буџетот кој доаѓа од игрите на среќа за реновирање на објекти од јавен интерес, како и да се изготви национална стратегија за едукација на учениците, студентите и сите граѓани за штетите кои ги предизвикува коцкањето. Вчера вечер околу 23 часот и 35 минути на улицата Кузман Јосифовски Питу во Тетово, полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово го забележале 45 годишниот тетовец АЕ и уште две лица, кои веднаш почнале да бегаат. СВР соопшти дека при негово лишување од слобода, а поради поседување хероин, кој во меѓувреме се обидел да го фрли, тетовецот физички ги нападнал полициските службеници. Тој бил задржан во полициската станица Тетово за расчистување на случајот, пошто ќе следува соодветен поднесок. Вчера околу 9 часот со судска наредба бил приведен 53 годишниот тетовец БИ, осуден на едногодишна затворска казна за криумчарење на мигранти. По приведувањето, лицето било предадено во КПУ Тетово за издржување на затворската казна. 22 годишна тетовка вчера околу 21 часот пријавила дека во повеќе наврати психички и физички била малтретирана од 25 годишниот СЈ, исто така од Тетово, со кого близу 2 месеци била во љубовна врска. Пријавениот бил повикан во полициската станица за целосно расчистување на случајот. Вчера околу 15 часот во полициската станица Гостивар било пријавено дека во паркот во близина на спортската сала во Гостивар 7-годишно дете од гостиварското село Добридол било каснато од куче скитник во пределот на грбот. Две сообраќајни несреќи со повредени се регистрирани на Полошкото подрачје вчера на првомајскиот ден. Околу 15 часот и 30 минути на регионалниот пат Волковија Тетово во близина на тетовското село Радиовце се случила сообраќајна несреќа во која учествувале 3 патнички возила, што ги оправувале 18 годишниот Р од Милетино, 44 годишниот РД од Порој и 26 годишниот НД од Радиовце. Во несреќата возачот РД се здобил со тешки телесни повреди, а сопатничката од истото возило МД на возраст од 40 години завршила со телесни повреди. Двајцата со медицинско возило биле пренесени во Тетовската клиничка болница. По укажаната помош биле пуштени на домашно лекување. Сообраќајка се случила и на регионалниот пат Мавро Вијанови Дебар пред Ростушки мост. Патничко возило Ford Focus со тетовски регистарски ознаки, управувано од 28 годишниот ГШ од гостиварското село Врбјане, удрило во метална заштитна ограда. Во незгодата со тешки телесни повреди се здобил возачот ГШ, кој бил пренесен во гостиварската општа болница, а потоа и во комплексот клиники во Скопје. Со телесни повреди се здобиле и сопатниците во возилото БШ и ФС. Увид на местото на излетувањето извршила екипа од полициската станица Гостивар.
Во рамки на континуираните сообраќајно-контролни активности што во овој период ги презема секторот за внатрешни работи Тетово на Тетовско-гостиварското подрачје, вчера биле откриени над 30 различни видови прекршоци. Полицијата информира дека најголемиот број од нив, или 13 вкупно, биле управување на возило без возачка дозвола. Покрај тоа, при контролите било утврдено дека 4 возила кои ги управувале возачи почетници не се придржувале на законските ограничувања за оваа категорија учесници во сообраќајот. 4 возила, од кои 3 во Тетово и 1 во Гостивар, имале истечена регистрација, 2 непрописно пристигнувале, 1 возило користело неатестирани фолии и други прекршоци. Откриените прекршоци соодветно се заокружени со законски предвидените поднесоци, односно со 26 прекршочни, 7 мандатни платни налози и со 6 писмени предупредувања, извести СВР Тетово. Времето денес беше сончево со мала до умерена облачност. Дуваше слаб до умерен северозападен ветер. Температурата се движеше во интервал од 5 до 18 степени Целзиусови. Времето утре ќе биде сончево и потопло со мала до умерена облачност и со слаб до умерен ветер претежно од југозападен правец. Температурата ќе се движи во интервал од 5 до 20 степени Целзиусови.